Здраво дечки, после пауза од една недела, значи, еве сме во ново видео. Има, значи, позитивна причина позади таа пауза. Значи, од оправдани причини е, што беше работа, значи, ќе зборувам во некое од наредните видеа. Доколку го следите овој документ што го пишувам, заедно со видеата, кој што гледате од време на време, значи, освен надолу на крајот, додавам некои нови работи и помеѓу. Бидејќи темата на денешното видео е за абстракција, значи мислев дека е добро, значи, да споменеме што е тоа абстракција, значи, и затоа го додадов овој дел овдека, значи некаде на почеток на документот, не на почеток, на средина, ќе му даде точно 15 страна. Значи абстракцијата ни е еден од главните концепти на објектно ориентираното програмирање. Значи, кој што реков, додадов некој мал дел овдека. И кој што гледате, еве овдека се пишени, значи, еве абстракцијата како еден од деловите на објектно ориентираното програмирање, со кои се и полиморфизмот, наследувањето и енкапсулацијата. Значи, овде кој што гледате, оставив простор да пишувам и за овие работи, така да за ова во некое наредно видео. Исто така, значи, на крајта, значи, еве таа тема за која што ќе зборуваме денес, значи, за абстракција и за абстрактни класи, во наредното видео ќе зборувам за интерфейси и парцијални класи, кое што ќе биде снимено во текот на оваа недела, значи најверојатно утре или заутре, потоа, значи, ќе зборуваме за некоја наредна тема. Значи, пред да зборуваме за статик, најверојатно ќе има некоја друга тема, и кога ќе направиме некоја целина, значи, кога ќе сметам дека е време, значи, ќе снимам едно видео, како што имаше во претходниот серијал, каде што од сето ова што го имаме поминато до сега, ќе направиме некој посложен пример. Значи, кој што реков, абстракцијата е еден од главните концепти на објектно ориентираното програмирање и тука со помош на клучниот збор абстракт може да правиме абстрактни класи, методи, индексери, пропертија и така натаму. Значи, кога правиме абстрактни методи, тоа ни се во принцип, како да кажам, не целосни методи. Значи, кога некоја метода во абстрактната класа ја означиме како абстрактна, значи методата да биде абстрактна, стои само нејзиниот опис, нејзиниот изглед, како што можете да видите овдека. Немаме имплементација на истата, имплементацијата ја правиме со override на истата во класите во кои што наследуваат од базната класа. Значи, абстрактната класа ја нарекуваме и базна класа. Ајде да се фатиме веднаш на работа, да не зборуваме премногу за теорија. Значи, доколку ви интересираат повеќе работи, значи, овој документ е само вовед, натаму може или сами да истражувате, или како што гледате за некои работи, ставам и линкови каде што можете да прочитате подетално. Ајде да креираме, како што имавме во документот, истиот пример да го креираме сега во видеото. Значи, овде имавме една абстрактна класа creature и во неја имавме абстрактна метода makeANoise. Ајде да го направиме тоа. Значи, направиме public abstract class. Добро, имаме и рековме внатре имавме абстрактна метода public abstract void makeANoise. И со ова, значи, креиравме една абстрактна класа. Значи, сега може да креираме, значи, други класи кои што наследуваат од оваа класа. Значи, creature, да речеме, ќе направиме една класа што е human,
која што значи human, човекот е суштество во принцип и ќе наследуваме од оваа класа, значи делиме друга класа, public. Ова ќе обично нема да е абстрактно, значи public class и human. Значи со две точки ставаме и пишуваме класата од која што сакаме да наследиме, значи сакаме да наследиме од creature. Добро. И ево, значи до тука вели вели дека немаме имплементација на овој метод. Па е да го направиме тоа. Значи правиме override и велиме make a noise. Значи мора да го имплементираме овој шаблон. Спришаме. Добро, и сега ќе печатиме овдека нешто. console.writeLine. Исто како што имавме во документот и ќе печатиме што звук испушта човекот, вели I can talk, значи можем да зборувам. Ајде да креираме кој што имавме во документот, што имавме, значи имавме human, cow и fish, мислам дека имаше. Да, тука го немам пишено, мислам, да. Значи, cow, крава, уште една класа, public, клас, cow, и таа наследува од creature. И на таа, значи, треба да направиме public override, make noise, добро, и кравата вели mu, точка, writeLine, mu, добро, и ајде сега да видиме како ќе креираме објекти. Значи, овде ќе креираме по еден од сите, значи. Ајде да креираме први еден human. Пишеме creature human е еднакво на new human. И како што гледате, ово ни е сосема валидно. Значи, креираме објект, инстанца од класата human, меѓутоа на тип му велиме дека е creature, бидејќи human наследува од creature, значи тоа е сосема валидно. Ајде да креираме и крава, creature cow, еднакво на new cow, и ајде да повикаме методите human.makeAnoise и cow.makeAnoise. И да видиме што ќе ни се испечати. И како што велите ни се испечати за човекот горе, каде што повикавме human.makeNoise, ни се повика тоа што го печатиме во override-от во human. Ево го human, ево го override-от, и кога го повикуваме, кога ја повикуваме во метода makeAnoise, ни се печати I can talk. За cow ни се испечати mu. Во документот, наредно, кој што гледате, има спомнато за нешто што се вика virtual. Значи, во случај со абстрактните методи кои што гледате, значи, само во базната класа ја означував методата како абстракт, и потоа во секоја класа која наследува од таа базна метода, моравме да ја имплементираме таа функција. Меѓутоа, еве да речеме дека сакаме да имаме, значи, метода која што ни го печати типот на објектот, значи ќе треба сега за иако методата ќе биде иста, да речеме за секоја класа, ќе треба во секоја од класите да ја напишеме, значи, и да имаме дупликат на кодот, значи. Во принцип, да речеме дека сакаме да имаме метода која што ни го печати типот на објектот. Print type. Добро, и сега велиме console.writeLine да го испечатиме типот. Ќе велиме get type и да го печатиме. И сега, значи, ова треба да копираме во сите класи кои што ги имаме. Докато не сакаме да го правиме тоа, значи, за тоа може да го искористиме клучниот збор virtual и да креираме виртуелна метода, значи, во базната класа. Значи, ќе речеме
public virtual void print type. И како што гледате, значи овдека може да испечатим, да го печатиме типот. Значи this, console.writeline. Се збуних малку телефонот нешто ми пипна. Се извинувам. Console.writeline. This, значи пристапуваме до моменталниот објект. Get type. И сега, значи, каде што некаде во кодот, значи, може да ја повикаме ова метода, значи, во класите кои што наследуваат од human, речено, каде што велиме make noise, да ја повикуваме ова функција. Чекај да пишем уште нешто. Plus, да речеме I am и да печати што сум. И овдека ќе речеме print type. Ева, што гледате, иако во класата ова, значи human, ја немаме ова метода, сепак имам пристап бидејќи истата ја имаме во базната класа што е creature. Значи, и овдека ќе го печатаме истото и да видиме што ќе ни се испечати по овој пример. Како што гледате, за human горе, каде што повикуваме make a noise, вели првен I am и namespace и типот, значи human, и потоа се принта I can talk, и потоа за вториот објект што е cal ни вели I am smiley solutions.cal и потоа ни се печати истото. Како што можевме да направиме, значи, override на абстрактната метода, значи може да направиме override и на ова виртуелната. Значи, доколку сакаме human, да речеме, да има посебна имплементација на оваа метода, наистина може да направиме override. И да видим како изгледа тоа. Public, override и print type. Добро. Ова, значи, сега нема да ни треба. Сега, како што гледате, значи, human ни има две имплементации на методата printType. Едната е во базната класа printType, а другата е овдека. Значи, доколку го извршиме сега нашиот код, ајде да видиме што ќе ни случи. Видите дека нема да ни се случи тоа исто што го имавме претходно. Како што гледате, за human имаме само I can talk, не ни се печати типот, и потоа само за cal, значи не се печати типот. Тоа е, кој што реков претходно, бидејќи има две имплементации и со овој повикал што го имаме овдека, ни се повикува таа што ни е overridenатата овдека, која што не прави ништо. Доколку сакаме да ни се случи исто како претходно, значи ќе го вратиме тоа што го избришуваме предното. Значи со base точка, името на функцијата, значи со base точка, кој што реков, повикуваме методи од базната класа. Значи base.printType ќе ни ја повика оваа методата овдека и сега докато ја извршиме ќе ни се изврши скроз, значи, истото како што ги имавме напред, ни се спечати истото. Како што гледате, I am smiley solutions humans, I can talk и така натаму и така натаму. Значи, дечки, за ова видео мислам дека тоа е тоа. Мислам дека треба да го имате сватено концептот на абстракцијата. Доколку не, значи, слободно, значи, читајте по форуми, на интернет, гледате други видеа, значи, целта на ова што го правам, значи, е чисто да ве упатам на некаде, а за се натаму, значи, останува на вас. Па, тоа било тоа и поздрав до некој наредно видео.